сте? Добри ли сте? Што правите? Браво! Еј, денеска... На журка сакате да идеме? Другите кај сакаат да одим? Леле, јас денеска сакав да ве однесам на едно многу интересно место. Ама морам прво да ве прашам нешто. Дали некој од вас дома чува, на пример, мечка? Ке ви изеде? А дали некој од вас дома, на пример, чува буф? Во планина, во шума живе? А дали некој од вас, на пример, дома чува волк? Ке ви изеде волкот? А дали вие до сега сте галеле волк? Вие сте галеле волк? Сакате да го галиме волкот? Ама јас можам да во однесам на едно специјално место кај што ние ќе го галиме волкот, а он нема да не гризне. Сакате ли да одиме таму? Спремни ли сте? Тргуваме одма. Повеќе! Нема да не гризне волкот, а сега да го галиме. Сега ќе видите како да одиме на срцење моје. Ајде да го во натре. Повелете. Сакам да будам. Убаво интересно. Сега ќе видите, уопшто немојте да се секирате, го носам на едно многу интересно место. Гледате сега каде ќе отидеме ние. Да? Добар ден. Добар ден. Здраво. Дечиња, ова е Чичко Македон. Тој работи како препаратор во одделението за препарирање животни. Еве, дојдовме овдека да се запознаеме со него. Кој сака нешто да праша? Сте виделе вакво нешто до сега? Сте виделе вакво нешто? Не, јас. Повелете, прашате го Чичко Македон. Како ги препарирате животните? Препарирањето е тешка работа, но ќе ви кажам како изгледа процесот на препарирање. Кога ќе го уловиме животното, ќе го донесеме во музеј. Ние му зиеме цртеж, му ја вадиме кожата ја штавиме, па после тоа правиме телото, целото тело на препаратот на животното. Ова е елен, еве имаме волк таму да видите после. Од кога тоа све ќе се направи, тоа се склапа во една целина и таа цела работа се вика препарирање на едно животно. А што е тоа штавање? Штавењето на кожата е еден процес за да ја заштитиме ние влакното тука кај на кожата, да речеме кај еленот. Ако не ја оставиме, ние тоа паѓа, ќе скапи. Сега да не дојде до скапување, ние вршиме тој процес на штавање, а тој процесот прави тоа што штавиме стипсе и сол и тогаш ја намачкуваме кожата убаво, ќе намачкаме, ќе оцени така 20 на ден и тогаш кожата е оштавена и нема опасност да скапи. Зашто мора да ги препарирате животните? Мораме да ги препарираме животните, не е така, да речеме, да мораме ние. Ние мораме да работиме, да речеме, зашто за следните генерации ние знаеме дека има еколошки катастрофи, нели, земјотреси, па ловство и така натаму и некои видови на животни не стануваат више од земјата. Ради това ние на тој начин тие ретки животни ние ги препарираме за да знаат утре другите поколенија на деца, на возрастни, дека имало такви животни кои живееле овде во Македонија. И затоа ги препарираме ние тие животни. Identify. Друго? А кај ги ставате препарираните животни? И сега, од кој ќе ги препарираме животните, ние, пошто ова е музеј, ние во музеот вршиме заштита и собираме материјали од сите врсти на животни. Во животните кои ќе земеме, ние сисарите ги викаме животни, али затоа имаме рептили, имаме жаби, змии, имаме пеперутки, инсектите. Сите тие ние ги заштитуваме, ги ставаме во наши последни изложби. Верувам дека Дарко ќе во однеси вас во изложбите, ќе ги посетите, ќе ги видите тие сите наши животни што ги се. Тоа е веќе зоолошка градина тама, а овде се препарирани животни кои ќе останат со векови.
и за другите генерации да знаат дека на Македонија живееле такви животи. Дечиња, дали ви текнува кога јас ви кажав дека ќе го галиме волкот, а тој ништо нема да ни направи? Еве го волкот! Вас ви е страв да го галите? Видете дека не е страшен, ајде кој ќе проба? Кој сака да го погали? Само полека. Ете го волчкото наш, ова. Ова е голем волк. Како се вика овој волк? Значи, ова е еден од поголемите волци кои живеат во Македонија. Може да ни опишете од прилика каде живеат овие волци? Па, овој волк е открпан доле во централна Македонија, во Криволак. Иначе, еден од капиталците, ова е тој познат волк што го викат Копитар. Така. Бил тежок 80 килограми. Значи, многу капитален волк. Голем, многу голем. Шумакедон, ние ви благодариме што не примивте, што ни објаснивте некои прекрасни работи. Ние сега ќе одиме на едно друго место, може, дечки? Многу е голем. А ќе се видиме повторно. Ќе се видиме, благодарам на посетата, деца. Ало, многу пријатно. Пријатно све. Да му кажеме чао на деца. Сега ќе одиме на уште едно многу интересно место. Пријатно. По мене. Identify. Сега одиме на многу интересно место. О, Чичко Зоки, здраво. Браво на сите. Тој работи како кустос во Природонаучниот музеј на Македонија. Денеска дојдовме тука. А Чичко Зоки, што е тоа кустос? Кустос опфаќа име за луѓе кои што работат во музеите. Сите луѓе кои што работат во музеите професионално се викаат кустоси. Како што сум јас кустос педагог, што значи дека работам со групи на деца како што сте вие, односно мојата задача е да ги водам низ изложбите. Во нашиот музеј постојат постојани изложби и постојат голем број на интересни работи, така да она што вие треба да го правите само да ме следите и да забележите дека стварно постојат интересни работи. Одиме? Може? Може. Ајде да видиме што има овдека. Дека. Видите што има овдека. Identify. Вие претходно видовте начин на препарирање на животни. Од сега па натаму ќе видите препарирани животни. Ќе започнеме со оваа овдека група каде што спаѓаат рибите. Сега сакам нешто да ве прашам. Дали знаете која е најпознатата риба која што се среќава кај нас? Црвеноперка. Керам. Пастрмка, точно. Најпозната риба која што се среќава кај нас е пастрмката и можете да ја видите тука. Иако овој примерок овде што ќе го видите е премногу голем. Другите примероци не се толку големи. И сега можете да ме следите понатака за да ги видиме и останатите риби кои се среќаваат кај нас. Како што се например сомот. Каде е сомот? Ево го сомот тука. Еве го дечиња сомот. И една многу интересна риба. Како што е радичката пастрмка. Така. А ова големата овдека што Тоа е? е радичка пастрмка од реката Радика. Ау, прекрасна е. И другите различни видови на риби, како што е, например, јагулата. Деле јагула, деца, Еве, сом еден помал примерок. Еве јагулата. Дели личи на змија, меѓутоа е риба, така ли е? Така. Еве еден голем примерок на краб. Сега ќе видиме некои многу интересни групи на животни. Еве ви ги представени од оваа страна. И на што ви личи ова? Така ли, дождовници, тритони, така натаму. А ова пред нас што го гледаме, што е тоа? И костур има. Има и костур. Све има. Од оваа страна што имате овде? Тоа се различни видови на гуштери. Сите сте виделе како изгледа зелен гуштер, така ли е? Тука гледате дека има некои гуштери кои што немаат нозе. Гуштер на цигли. И така натаму. Гуштер на цигли, стварно е на цигли гуштерот и колку интересен гуштерот. И зелен гуштер има, сите бои на гуштери ги има. Леле, колку интересно. И овде има уште некои змиишта, леле, какви змиишта, те се дозови. А дали вие се плашите од змии? Плашите? Меѓутоа, од овие змии не треба да се плашите затоа што се тоа неотровни змии. Така? Не се страшни? Не се страшни. Тие нема да немаат не отров, нема. Тие ќе кажат што немаат отров. А Значи не се страшни. Одлично. Сега да видиме. Ау, што е тука? Да, дали сте биле вие на Преспа? Да. Таму постои едно острово што се вика Остров на змиите или голем град каде што се наоѓаат овие водни змии кои што се исто така неотровни.
Ау, какви се онde со сунчата таму? Да. А на друга не изгледа и се јаде па ја дигнала главата малце нагоре. Еве деца све видовме. Може да одиме сега понатаму? Сега продолжуваме понатаму. Сега тука ќе видите некои представници од многу интересни групи на птици кои што кај нас се среќаваат. Како што се? Штрк ли е тоа? Да, тоа е белиот штрк. Покрај белиот постои црниот штрк. Имате овде корморан, големиот и малиот, и една многу интересна чапља лажичарка. Јате каков клун има? Оу, како лажица за кого ја Продолжуваме понатаму. Понатаму продолжуваме. Видете од оваа страна што имаме тука? Оу, гуски. Видите какви се... Има гуски, За монтак патки и така натаму. А од оваа страна малку само погледнете. Десно тука малку свртете се. Вие сега овде. Да, тоа се лебеди од Охридско езеро и овие две овдека се пеликани. Вие птици се? Не, со птиците завршивме, сега се наоѓаме во оној дел каде што спаѓаат цицачите и една многу интересна група на така наречени лилјаци кои што летаат, знаете, вечерно време. Мене ми изгледаат многу страшни да бегаме од Има тоа. во филмови. Во хорор филмови ги има. Јас сум видела еден рузев вако. Има еден... Гледате како спијат по тавани со главата свртена надолу и по пештери. Јас сум видела. А ова е верверичка. Да, тоа е верверичка и различни други слепо видови на глуд. куче. Да, тоа е слепо куче кој што живее под земја и нема воопшто очи. А ова е помусок. Различни видови на ловци. Добро, продолжуваме навака. Домаш тој за дома да си земе да се знае. Добро. Да не скујна. Продолжуваме понатака. Дали некој ќе ми каже што е ова? Ау, еве ги. Кози. Да, тоа се диво кози и овие примероци што ги гледате тука се од Шар планина и од Бистра. Колку се убави. И живеат точно на вака карпести предели се сретава. Леле какви се. Продолжуваме понатака. Ајде да видиме сега вамо што А има. ова со гледа како му се Леле, што има тука? Леле. Овие се опасни веќе. Вие видовте како се препарираат животните, нели, и добревте волк. Овдека е представена на глутница од волци, што значи дека постојат повеќе волци кои што во група се означуваат како глутница од волци. И се И ова- напаат. Да. Како завива волкот, кој знае? Браво. Добро, продолжуваме понатака. Дичкодолки, кои се најопасни животни? Најопасните животни се викаат зверови. Дали вие знаете некои зверови? Например, и така натаму. Сега овдека можете да ги видите. Од најмалиот до најголемиот звер кој што се среќава кај нас. Најмалиот звер, ќе запомните, се вика ласица, а најголемиот мечка. А други зверови велиме се шакал, лисица, вавида на твор, куна, така ли? Мечка, јазовец, едно многу интересно животно кој што има, гледате, влакна на врвот на, така ли е, рис и мечката. Какви се леле мечкава видеа како застанала исправена. Да, чека нешто она, чека. Да се најаде. А што јаде мечката? Така ли? Јаде, супер е мечката. Дали сте задоволни од она што го видовте во музејот? Дали ќе им кажете на вашите другарчиња и на вашите родители да дојдат? Кажеме обавезно да дојдат Не овде. слушнав добро. Добро. Јас ви реков дека нашите изложби се доста големи, има голем број на изложени примероци, така да сега можеме да продолжиме да увидиме она што досега не го видовме. Да се прошетаме. Ајде. Сакам да бидам богат и славен, за мене сите да зборуваат. Сакам да бидам, сакам да сум супер звезда, по мене сите да лудуваат. И сакам да сум славен спортиста, за мене сите да навиваат. Сакам да бидам, јас сакам да сум супер звезда, по мене сите да уживаат. Супер, супер, супер звезда, супер, супер, супер звезда, супер, супер, супер звезда, супер звезда, сакам да сум јас. И сакам да сум беат славен, и
frajer glaven od koga nema spas. Sakam da budem, ja sakam da sam super zvezda i sve da me bije dobar glas. Super, super, super zvezda, super, super, super zvezda, super, super, super zvezda, sakam da sam ja.